го споделувате тоа со нашите гледачи. Ви благодарам. Па да видиме тога, што има неколку вакви, има важни работи во прашањата. Подоцна ќе објаснам подетално. Фатен алкохоличар. Еден фатен алкохоличар има. Имаш ли некого? Имав. Што се случи? Сакав јас да го оставам, а тој мене ме претрка. Ако веќе земаш некого за пример, не земај ме мене. Земи го татко ти. Биди себична. Биди себична за да бидеш среќна. Се гледаме, мамо. Здраво! Стигнал мојот Аслан. Што правиш ти овде, баба? Ајде, гледај ме филм за кој не ни знаеше дека постои. Како е душата моја? Добро сум душа. Каде е докторката? Девин. Добре, а? Види ја ти неа? Не го заборави името, значи, а? Не заборавам. Не ја заборавам таа што ја сакам. Никогаш не ја заборавам таа што ти ја сакаш. Нали со татко ти? Следниот пат донеси ја кога татко ти ќе е дома, за да му ја бакне раката. Дали Хулија Сојкан може повторно да го издржи ова? Не сум сигурна, баба. Знаеш кој е нашето правило. На оваа маса може да седне само личноста со која ќе се ожениш. Завидливи. Ти биди среќен. Но не зборувај гласно за тоа. Не и кажувај на мајка ти. Таа ги уништува убавите работи. И јас не сум лош во уништување, да бидеме искрени. Што се случи? Направи хаос, а? Будала ни заеден. И девојката е висока. Може да роди убави деца. Не ја повредувај. Оваа девојка е повредена. Има болка во очите, јас разбирам. Оди, фати ја за рака и не ја оставај повеќе. Мамо, како си ти? Фала Богу, а ти? Добро сум се држам подалеку од неволји. Ти што направи? Ја средили работата? Проблемот со Џихан, тоа. Ке го средам, сине, ке го средам. А, ти не кажуваш. Дали Девин има кажано нешто за мене? Многу те засака, искрено, само за тебе зборуваше цело време. Внимавај, не дозволувај премногу да се навикне на мене. Сушност, таа рече дека пак сака да седне на масата. Нашата маса не тече со мет и млеко, сине. Тука не ги храниме гладните. Добро? Следниот пат на масата седни е таа со која што ќе се ожениш. А како можеш да бидеш толку сигурна дека таа не е жената со која ќе се оженам? Не може да биде, затоа што јас не ја сметам за соодветна. Еко?
Јамур, Додека ја средував машината за садови, добро остави. Излези од овде. Борет, ќе го средам. Јамур, излези од овде. Нешто ќе те Добро, повреди. ќе избришам 2 минути. Облечи папучи. Нели ти реков да излезеш од овде, нели? Ајде излези. Излегувам, сестро. Ќе излезам од твојот живот, не грижи се. Барам работа, барам стан, значи ќе си заминам. Поздрави го татко ми, сестро, ќе можеш? Те не сигурно ќе одиш кај него. Му пишав утрова, ама не ми одговори. Среќен роден ден му пишав. Веќе некое време сум добро, се преселив тука, реков. Ако сакаш да ме видиш, и јас би сакала да те видам, тато, реков. Ги виде пораките, ама не ми одговори. Поздрави го татко ми, сестро, те молам. Јамур. Брате, ми се допадна твојата девојка. Навистина, така почувствував, си реков да ти кажам. Значи, таа не е како другите. Очигледно е многу стабилна девојка, бато, и директна, и мајка Хуља ја запозна, нели? И се допадна ли на мајка Хуља кога ја запозна? А ти што би направила која сака или не? Не, бато, прв пат покани некого на маса, па се запрашав. Пред силната бура што се очекува да започне вечерва во регионите Мармара, Егеј и Централна Анадолија, Генералната дирекција за метеорологија Стој, остави, не го менувај, остави. Бато, сега што правиме со ова околу Ати? Јас велам да одиме, може би треба да влеземе во тој бизнис, да влеземе во дигиталното. Се колнам ако влеземе. Zaten yalan dolan Kaderden kaçamaz insan Добро, и што кажа на крај? Што да кажам? Реков секако доаѓам. Мислиш дека ќе пропуштам оваа можност? Значи одиме во сабота, така? Што значи тоа одиме? Мислиш дека ќе пропуштам оваа можност? Ај, Аслан, те молам, никогаш не сакам да ме гледаш така. Немој. Би сакал да те видам на било кој начин. А и ти сакаш јас да бидам со тебе. Духот на времето, бато, духот на времето. Бато, и онака се 30 страници. Сврти оде, врати се. Нели одиме на настанок? Врати се од овде, промаши кривината, врати се. Бато, ќе се вратам од таму. Olacak her şey Dünya zaten yalan dolan Lele, gledaj koji je ovde. Dobre dojde. Tuka je moj drag Ati. Господин Ибрим. Каков господин, синко, каков господин? Јас сум бил на твојата обрешувачка свеченост. Да ме викаш брат, ајде седни. Очигледно Аслан нема да дојде. Ајде, дојди, седни. Дојди ваму на моја страна. Пријатно јадење. Добре дојде. Господин Ибрахим има посебен гостин, ако дозволите. Уживај мој Ати, ајде, јади го ова прекрасно. Сицум, бате, благодарам. Бато, која беше темата? Ме интересираше искрено. А ти, требаше ли ти
да направиш партнерство со Аслан. Оти по последната средба, кај тебе дома, работите малку се променија, јас колку знам. Точно ли е сега тоа, кажи? Вашата интелигенција работи одлично. Браво, бато, прекрасно. Така е, така е. Сега кажи ми што се случи, а? Што се случи и пак не успеа? Брате, значи, имав едно мало барање од Аслан. Мислев дека нема да ме одбие, но многу ме разочара. Така е, таков е тој. Дури ми се закани во мојата куќа. И тоа го прави. Го прави. А ти? Слушам, бато. Очигледно, Аслан тебе многу те повредил. Јас можеби нема да те повредам. Зошто не ми раскажеш за документарецот за Јусуф Сојкан? Сакам прво од тебе да слушнам. Секако, бато, секако. Ние сега основаме нова дигитална платформа. Честитки. Фала. И сакаме ова да ни биде прва работа. Аслан рече додека е жив, вакво нешто нема да се Додека сум јас жив, Аслан не може да биде тој што одлучува за нашето семејство. Бато и јас така мислам. Дефинитивно мислам како вас. Сакам да кажам, ова империја е изградена. Вие имавте најголем придонес тука како брат на Јусуф Сојкан. Зар не му го отворивте патот на помалиот брат во најкритичниот момент? Сите го знаеме тоа, бато, сите знаат. Слушавме за овие работи. Јас сакам да го знаат сите тоа, да знаат вистината за семејството Сојкан. Ако се согласувате, јас сум подготвен да превземам одговорност. Ве разбирам, човеку. Вие земавте висока позиција, молчевте со години. Но зар не би било прекрасно сега луѓето да ја дознаат оваа приказна од најкомпетентниот член на семејството Сојкан, бато? Што велите? Документарец, а? Да, бато. А нема ли да биде тој издодевен малку? Веќе е полудокументарец. Оди со ваши говори. Помеѓу тоа професионални актери ве толкуваат, така. Одлично. А ти? Слушам. Јас сакам Ерџан Касел да ме глуми. Многу ми се допаѓа тој човек. Одличен актер, добар избор. Добро, и тогаш ќе ти го кажам името на првата епизода. Кажете? Запиши. Како му го отворив патот на мојот помал брат. Многу добро. Како? Многу добро. Кул, на здравје. На здравје. Добро е. Драга моја, здрава душа, влези. Таткот и Џан се внатре, надворе смрзнат. Рековме да бидеме во зимската градина. Ајде, душа, не мора да ги соблекуваш. Здраво. Како си, Џан? Добро. Таа нема да се извини. Мири се. Знам јас каква е таа, не се извинува. Добро, добро. И роденденското момче е тука? Среќен роден ден, тато. Добре дојде. Благодарам. Ајде, седни, повели, те молам.
И надворе ветровито, нели, Девин? Тоа затемнувањето буквално е наруши целата рамнотежа на природата. Чекаме ли уште некој, Севилај? Не, Ерген, нарачав од маркет. Веројатно стигнало. Звони звончето! Таа е со главата во облаци. Ме нервира и ме заморува. А и тешко е да се најде нова жена. Повелете? Имате гостин, господје Севилај. Здраво, здраво. Јас навистина би сакал да ви се извинам на сите овде, не можев да најдам место за паркинг, морав да чекам неколку минути надвор и затоа ви се извинувам повторно. Јас сум Аслан Сојкан. А, господин Аслан, здраво, добре дојдовте. Здраво. Мило ми е што ве запознавам, јас сум Севила И Јакин. мене ми е мило исто. Здраво, убавецу. Аслан, Џан, како што се слуша од гласот, да, во најдобрите години си цени го тоа, во ред. Господине, среќна нова година. Господине, среќен роден ден исто така. Како сте, добри? Благодарам. Аслан Сојкан, Ергин Акин. мило ми е што ве запознавам. Слушнав дека во последно време сте заинтересирани за голф, па, знаете, малку скромно, пакетот, извинете, беше малку на брзина, не го спакував, ама ова е најсилниот стап што постои, повелете и уживајте во него. Си се потрудил. Господин Аслан, повелете, седнете. Ве молам, Ви благодарам. прекрасно е што дојдовте. Многу ми е мило. Девин, никогаш не ни кажуваш вакви убави работи. Точно, да, Девин е малку таинствена и се уште не сум успеал да ги скршам тие незини страни и навики, така да... Ирем, Што е сега ова? може ли послуга, ве молам? Ти ветив, нели? Каде ја најде куќата буде летинко ни една? Почитувани гости, поради причини надвор од наша контрола, од овој момент го затвараме овој локал. Се што јадевте и пиевте е на наша сметка, на здравје нека ви е, ве очекуваме. Ајде па тоа. да станеме. Ајде па тоа. Кој си ти да ми кажеш дали да станам? Ќе станам кога ќе се најадам. Јасно е? Ајде да одиме. Не станувам, не сум готов. Е, сега е готово, ајде. Стани! Ајде. Господин Аслан, како се запознавте вие двајцата? Навистина сум многу љубопитна. Малку сме збунети затоа што нашата кирка е позната по тоа што пега без да се сврти назад. Нели така, Ергин? Знаете, не можеше да побегне од мене. Навистина. Зошто? Зашто се запознавме во авион. О, Боже! Господин Аслан, се колнам, вие сте единствени. Да, можеше и да скокне. Нашата девојка е луда. Можеше. Затоа го велам тоа. Со што се занимавате, господин Аслан? Се занимавам со градежништво, со храна, пијалоци, забава. А вие? Јас сум педијатар, доктор за деца. И сум еден од партнерите на болницата во која работам. Колку убаво. А дали сте син на Јусуф Сојкан? Точно, да. Неговата смрт го потресе вашето семејство.
Предпоставувам мислите на самоубиството него. Точно е дека неговото самоубиство не потресе. И уште не потресува, не само тогаш. Вредноста на луѓето треба се знае додека се живи. Не е лесно да се биде без татко. Воопшто не е лесно. Некои умираат кога ќе умрат. Некои умираат и додека живеат. Мамо, гладна ли си? Да ти подготвам нешто без масло, ќе биде готово за 5 минути. Не сакам. Кажи што имаш да кажеш, те слушам. Имам многу малку време. Се погрижив за проблемот со Ајсел. Видов дека ќе те засегне, па интервенирав. Нема потреба да се грижиш. Кој ти рече дека се грижам? Постојано ли ми пишуваш пораки за да добиеш браво од мене? Мамо. Мајко моја. Те молам, погледни ме. Мамо, ми недостигаш. Зар може човек да се откаже од своето дете? Не сум добар. Не сум добар, мамо. Ми требаш да знаеш. Добро, не ме сакај ако сакаш. Мрази ме ако сакаш. Ама не ме игнорирај. Од тој ден не можам да спијам. Затоа што се плашам. Знаеш од што? Дека некој што го сакам ќе умре ако заспијам. Мојата темнина расте, мамо. Вие сите некако се грижите еден за друг, некако ја осветлувате таа темнина, а јас што ќе правам? Јас сум сам. Сам сум, сите ми го свртевте грбот. Што друго можев да направам? Што да направам? Што да направам, кажи? Ке дојдев и ке кажев: мамо, татко ми е многу лош. Тој е во депресија. Ке прашав: постои ли можност тој да се самоубие? Заврши ли? Прави што сакаш, но ќе се држиш подалеку од Аслан. Со Ајсел ли си, со кого си, што си, не знам. Ни Аслан не се грижи за тебе. Тој е многу среќен сега. Ја има Девин во својот живот. Совршена девојка е, одобрена од мене. Се надевам дека наскоро ќе се венчаат. Гледај си ја ти својата работа. Држи се подалеку и од нас. Ова е последното нешто што ќе ти го кажам. Девин. Девин, како е мајка ти, душа? Добре. Што има, што се случи? Не сме се виделе подолго време, само се прашував дали е добро. Ќе разговараме подоцна, Девин. Добре. Реков добре. Девин, за работата со куќата ќе се погрижиме по вечерата, нели? Затоа ли вие вечерва ме повикавте? Се велај што се случува. Ништо не е во ред, Ерген. Ќе разговараме подоцна, Девин. Се колнам кога рече: може би можеш да му се извиниш на татко ти, душа беше помалку одбивна, знаеш ли? Која си ти да одлучуваш за куќата во која живее мајка ми? Која си ти? Кој ѓавол си ти? Што те засега?
Севилај е моја сопруга. Со неа ќе зборуваш многу пристојно. Немој да бидеш безобразна. Неше е моја мајка. И не можете да избркате од незината куќа. Не можете ништо да направите. Дали ме слушаш? Не смеете. Не смеете да ја допрете. Дали е јасно? Девин, Јасно ви е готова? Готово. Готово ме слушаш? Не смеете да ја допрете. Девин. Не беше доволно што и го уништите животот. Сега ќе сврлите жената од сопствената куќа. Тогаш немате причина и да не ја убиете, да ја снема. Ајде сине, излези. Седи. Никаде нема да оди. Нека слушне. Тој е веќе голем. Нека види со кого татко му се справувал со години. Ти не знаеш ништо? Дојде во мојата куќа, сега овдека, на мојата трпеза. Ме обвинуваш мене и жена ми? Што мислиш? Кој се грижи за твојата мајка, а? Мислиш дека оние бедни пари што ти ги заработуваш од сеанси и се доволни за трошоците ли? Ајде, што мислиш ти како ми е мене и на мојата сопруга? Знаеш ли ти колку пари таа троши за нејзините периоди, а? Дали знаеш? Нејзиниот накид, нејзината облека, нејзините чевли. Знаеш ли ти за се колку таа пари дава? Ајде душо, станувај. Доста, ти престани! Знаеш ли ти за тие нејзини проклети гарнитури што ги смени 55 пати? Знаеш ли? Колку пари плати? Ти мислиш дека ги плаќа од пензијата? Таа и ќе живее во мојата куќа и ќе се храни од заработката на мојот син. Ајде душо. Доста е. Супер. Што ќе прави сега тато? Што е следно? А? Ќе фрлаш чаши или нешто под зидовите? Најверојатно, сега сум во некаков временски тунел, како одеднаш повторно да имам 12 години. Дали некогаш си се сретнала со оваа ситуација, со оваа негова страна? Се надевам дека никогаш не си ја запознала. Затоа што штетата е огромна. Каква чудна човечност, какво чудно човечко суштество. Зад себе остави неизлечиви рани. Применува секаква форма на насилство опишена во литературата без окото да му трепне. Им ги крши душите, а потоа тука, додека си го јаде јадењето, се жали на собственото дело. Неверојатна работа. Луѓето се толку чудни. Но знаеш ли, понекогаш јас се разбирам. Ако се обидам барем малку, дури ми е жал. Например, ако дојдеше кај мене на сеанса, ке ти речев, господин Ергун, сте пораснале без љубовие. Затоа, господин Ергун, не сте научиле ниту да сакате, ниту да бидете сакани. Толку многу, што дури и на собствените ќерки не им дозволивте да ве сакат, господин Ергун. Но сакам да сте застанале по првото дете, да сте направиле пауза, една мала пауза во животот, да размислите што правите, господине Ергун. Имате две ќерки, од кои што едната не свати дека не ја сакаш и дека никогаш нема да можеш да ја сакаш. Ке се откажеш од тоа да го направиш следното, така? Не ја сакаше и не ја прифати таа девојка, разбираш ли? Единственото нешто! Што сите тројца не можете да го поднесете? Е тоа што јас сум сега среќен, што започнав семејство. Ете тоа е единствената причина за вашата завист. На мојата љубов е доволна и за мојот син и за мојата сопруга. Слушна, ако оваа љубов не ви изгледа доволна, тогаш побарајте ја вината во себе. И ти дојде овде со девојка ти. Таа се обидува да ми покаже. Види, ајде, гледај колку сме среќни. Можеш ли ти некогаш да бидеш ваква среќна, а? Можеш ли? Можеш ли да бидеш? Слушај ме добро. За 3 дена ќе те закопа во сопствениот двор, како и другите нејзини жртви, така да знаеш. Сега јас да ти дадам една сеанса. Еве бесплатно, да бидеш среќна во несреќата. Тоа е најлошата болест. Ти и мајка ти, твојата зависна сестра, сите 3 сте сиромашни, така да знаеш. Излезете ве, молам. Ајде.
Ајде, душа. Излези, излези. Излези. Обично велам семејна работа и се тргам настрана и не се мешам. Ама овде очигледно не станува збор само за тоа. И двајцата сте во многу голема грешка, сигурен сум. И зошто толку многу си викате еден на друг, не разбирам. Господин Ергун, ќе седнете, ве молам. Ајде, повелете. Што ќе прави вашето семејство ако не дај Боже ви се случи нешто? Ајде, кажи се што имаш да кажеш. Јас ќе ви кажам. Дозволете ми само. Дозволете ми, може? Откако ќе ви го кажам, ова ќе си заминам. Јас сум заљубен во вашата ќерка. Вие знаете ли што значи тоа воопшто? Некогаш се имате заљубено во некого, например? Еве ќе ви објаснам ситуацијата колку што можам. Со мојот ум и мојот разум и моите зборови, со целото мое тело, со целото мое срце. Јас не мислам на ништо друго освен на Девин. Слушај, пријател. Не, почекајте. Почекајте малку и слушнете ме. Кога станува збор за среќата, пред неколку дена и предложив брак на Девин. И таа ме одби толку цврсто што јас го добив најдоброто нешто го имам чуено во мојот живот. Иако беше многу тешко, ме натера да сватам нешто во тој момент. Јас воопшто не сум загрижен за брак или за нешто такво, за нешто друго. Мене таа ме грижи. Таа каква што е, неа ја сакам, таа Девин. Ќе се венчаме, ќе бидеме среќни, ќе бидеме несреќни. По ѓаволите ќе одиме и до седмиот кат на пеколото, ако треба сето тоа се можни опции во животот. Јас не знам ништо од тоа, ама едно знам сигурно. Се додека вашата ќерка сака јас да бидам покрај неа, јас ќе останам со неа додека сум жив. За секогаш ќе бидам крај неа. Среќен роден ден и се најдобро. Hiçbir kadın, hiçbir erkek, hiçbir kadını bu biçim Никогаш до сега не сум бил навредуван во собствената куќа. sevmedi. И тоа се случи благодарение на вас. Yokluğu ekmeğe katık edip sevgi açlığa eklemedi. Gözyaşlarının hiçbir teki bu biçim düşmedi. Böylesine dolu 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 ağlamadı. Hiçbir kucakta hiçbir baş ve hiçbir elveda bugüne dek bu biçim söylenmedi. Hiçbir akşam o akşam gibi kanarcasına batmadı o güneş ve hiçbir güneş ağları bu biçim görmedi. Hiçbir kadın dedim ya, hiçbir erkeği ve hiçbir erkek, hiçbir kadını bu biçim
Аслан, излези. Девин? Излези. Излези. Девин, ти се извинувам, види, не можев да се воздржам Ќе ти кога тој ти поставам викаше. само едно прашање. Само момент, види, навистина ми е жал, и не Аслан. сакав тоа што го кажав таму беше Ќе ти навистина. поставам само едно прашање. Апсолутно си во право. Но мораш внимателно да одговориш. Ако не го добиам одговорот што го сакам, таа книга ќе се затвори и нема да се отвори никогаш. Аслан Сојкан. Дали ќе се ожениш со мене? И? Кој е твојот одговор? Да разговараме во автомобил, те молам. Зашто ќе разговараме околу брачна понуда, Аслан? Ќе кажеш да и ќе заврши. Смири се, влези во автомобилот и ќе разговараме. Нели ти беше тој што сакаше да се ожени со мене? Добро, те молам, влези во автомобилот, ајде. Слушаме. Пушти оваа романтика, бе, ајде на вистина. Добро бе, затвори, ајде. Влези внатре, Ајде, ајде. на вистина. Влези внатре. Влези, ајде, те Ки ми молам. одговориш? Види го. Излези од кола веднаш. Гледа како документарец да следи. Ајде, оди таму. Земи ги клучевите од автомобилот на Девин и однеси ги. Добро, бато. Дај му ги клучевите од кола. Одговори ми. Дај му го клучот. Одговори ми. Може клучот од кола да му го дадеш, Девин? Несреќен си, синко, несреќен. Пушти ги другите да бидат среќни. Смирени сме сега. Смирени. И што значи тоа? Девин, ти сакаше да се омажиш за мене поради една ситна победа што ја извојува над татко ти. Свесна си за тоа, навистина? Ај, леле, каква анализа. Зошто не станеш психолог, кажи ми? А ти сериозна беше? Сакаш да се венчаш со мене, навистина? Јас ги поставив тие прашања? Не, не ги поставив. Нели? Дали твојата исповед беше сериозна? До срж. И па јас сум сериозна. Драма направи, ќе ставиме 2 потписа на еден лист хартија и толку. Добро, не е толку едноставно. Можеме заедно да бидеме луди, јас и ти. И благодарам, ама од сега натаму нема смисла да бидеме глупави. Ме разбираш или не? Види го ти него. Погледни ме, погледни ме. Кога ти ќе ме гледаш мене вака без да прашуваш некои работи, без да се лутиш и без да кажеш длабоко од себе. Аслан, ајде да се венчаме, без да го мислиш тоа на вистина во срцето и да го почувствувам, тогаш целиот живот ќе сакам да го поминам со тебе. Ама се има рок на траење, нели? Јас не можем да чекам веќе. Ај, леле, можеш ли барем еднаш да издржиш? Не можеш А? да издржиш. Јас ќе одлучам за тоа. Жената чувствува. Ова е неверојатно. Чекај. Што ти зборував јас? Правеше голема драма. Рок на траење и слично. Ох, Извините, молам. Се надевам дека е за нешто добро. Повели Джелон? Што се случи, девојче? Не те разбирам, сериозна си? Што ти значи тоа се изгубила, бе, девојче? Клучето, па да се изгуби? Се изгуби, брате. Собата ја празна, ниту е внатре во куќата, ниту надвор.
Добро, затвори, ајде. Затворите, молам, не ми се... Затвори веднаш. Што е? Се изгубила баба ми, тоа е. Ќе те оставам кај еко, важи? Не душо како тоа, вози ме дома. Може би јас можам да помогнам. Секулна ми ја подготвува в бањата, господјо Хулија. Потоа дојдов да проверам, не можев да ја Како не најдам. можеш да ја најдеш? Како не можеш да ја најдеш жената? Веројатно се уморила, не паничете. Ја проверивте шталата? А, Мурат, зарем никој ништо не видел? Господјо, ги проверивме снимките. Нема движење на излезите. Само земјиштето остана. Секулна, господјо Хулија ја подготвува в бањата. Добро, престани да ги повторуваш истите работи. Доста. Каде е брат ти? Доаѓа, мамо. Добро. Ајде, облечете се, одиме на земјиштето. Спакувајте се вие, излезете од мојата куќа за 2 минути. Ајде. Девојче, ајде. Баба! Мајко Сехер! Од каде се појави ова сега? Од каде да знам, мамо? Веројатно дошла да помогне. Мало, зашто поѓаволите служите ви овде? А? Господин Аслан, Што си ти ме плашило си овде? Сега не е време за тоа. Види ваму, слушај ваму, прво ќе ја најдам баба ми, жива и здрава и после ќе зборуваме, јас и ти чекај овде. Што прави овој овде? Од каде да знам, синко, негова телката сигурно му кажала додека се заминувала. Не знаеше да се грижиш за една жена, а? Не знаеше да се грижиш за една жена. Ај, Ибо, те молам, не е сега време. Разделете се и пребарувајте го имотот. Дај. Бабо! Мамо! Бабо! 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 Мамо! Бабо! Амо! Бабо! Бабо! Амо! Мамо! 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 Бабо! Мамо! 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 Мајко Сехер! Бабо! Мајко Сехер! Бабо! Мамо! Бабо! Бабо! Мамо! Господјо Сехер? Aç kapıyı, bezirgan başı, bezirgan başı. Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin. Arkamdaki Господјо Сехер? Господјо Сехер, овде сум. Мамо? Мамо? Бабо, каде си? Бабо! Бабо? Мамо! Мамо? Ти ли дојде? Ќерко моја. Ќерко? Моја ќерко убава, дојди. Мамо? Да, дојдов, душо. Мамо? Да видиш како твоето пиле лета. Не, стоп, стоп. Ох, ти ми набра цвеќиња убави, моите омилени цвеќиња. Леле, колку се убави цвеќињата. Дај ми ги, девојче моје, дај. Дај ми ги цвеќињата.
Фати ме за рака, девојче моje. Дај да ги видам. Ајде да видиме. Сакам да ги помирисам. Дојди, киркичке моја. Бабо! Дојди. Дојди, мајкина. Мамо? Мамо? Бабо? Не. Нека не доаѓаат. Киркичке моја. Не, мамо, нека не Гледај ме. Добро, доаѓаат. добро, гледај ме. Нека си Се е во ред, одат. душа моја. Мамо, добро, доста од тоа. Страв ми е, Нема мамо. ништо. Нека Гледај си ме. одат, нека не доаѓаат. Добро, вред убава, Кирко моја, гледај ме. Нека Никој не си доаѓа. одат. Ајде, душа моја. Ајде, моја убава Киркичке, гледај ме. Ајде, дај ми ја раката, Се ајде. плашам, Добро. мамо. Јас сум сама, мамо. Многу ми недостасуваш, мамо. Ми недостасуваш и ти мене, чедо моја.